Почитувани, овој договор од 18 мај за градоначалникот од СДСМ на Ѓорче Петров, Александар Наумовски, е лажна вест. Овој договор, потпишан од директорката на градинката Росица Ѓорче Петров, Маја Ристовска, и од Дон Холдинг, директорот, добитникот на овој тендер за Наумовски, е лажна вест. За скандалот со договорот за 2 машини за перење од 25.500 евра, зашто е потпишан овој договор на тендер со само еден понудувач, со цена за 10.000 евра поголема од пазарната и реалната вредност на двете машини, Александар Наумовски вели дека било лажна вест и го цитирам од она што го кажа вчера: лажна вест во немок на информации. Почитувани, поголема лажна вест од оваа нема. Наумовски од СДСМ како градоначалник на Ѓорче Петров вели лажна вест за потпишан договор, вели лажна вест за демант испратен токму од општината Ѓорче Петров. При тоа и за соопштението од општината, кое што се уште стои на страницата на општината Ѓорче Петров, тој вели дека е испратена од градинката, што значи уште една лажна вест од Наумовски, од СДСМ во Ѓорче Петров. Почитувани, има низа сомнителни делови во целата постапка, распишан е тендер, а сега велат нема пари. Потпишан е договор, а сега велат нема пари да се реализира. Има само еден понудувач на тендерската постапка со нереална цена, а постапката не е прекината. Понудувачот е добро познат на градоначалникот и на директорката на градинката, имаат склучено повеќе договори меѓусебно, само 4 во месеци како април и мај годинава, кои што се вредни 185.000 евра. Само за месеците април и мај, Дон Холдинг, човекот со кој што е потпишан овој договор, заедно со директорката од градинката, само во април и во мај, има тендери од Ѓорче Петров и од градинката во вредност од 185.000 евра. Оваа фирма исто така е од Ѓорче Петров, мала фирма, според документите регистрирана за дејност транспорт на еден човек, Слободан Настоски. Почитувани, Државната комисија за спречување на корупцијата, институцијата зад мене, постои за да ги заштити граѓаните од корупција на избраните и именуваните функционери, како Александар Наумовски, градоначалникот од Ѓорче Петров. ДКСК постои да го заштити јавниот интерес пред коруптивните злоупотреби на власта. ДКСК постои за да го заштити буџетот и парите на граѓаните од семејни врски и злоупотреби на функционерите, како, например, Александар Наумовски, градоначалникот од СДСМ во Ѓорче Петров. Почитувани, постојат низа сомнежи, постојат низа индиции за кои што и јавното обвинителство, но и ДКСК има чист терен за работа во Ѓорче Петров. Таа работа треба да даде одговор за тоа. Има ли спрега помеѓу Наумовски, градоначалникот, Ристовска, директорката на градинката, и Настовски како собственик на транспортна фирма, добитник на низа тендери во овие 4 години додека СДСМ се на власт во Ѓорче Петров? Или пак можеби има и други врски како можност за постоење на крвно сродство помеѓу овие тројца. Паничната реакција, признавањето дека е спроведен тендер и дека е потпишан договор со признанието дека нема пари, паничната реакција на Наумовски, градоначалникот, и на Ристовска, директорката, инаку негов кадар, е показател дека за овој случај има огромен коруптивен скандал. Овој скандал е уште еден доказ дека СДСМ е најлошото нешто во вашата општина, доказ дека Македонија со СДСМ ќе продолжи да тоне намерењата за корупција, а одговорноста за тоа ја има и Државната комисија за спречување на корупцијата. Ви благодарам.